Никогаш неодговорен телефонски повик. Ова е епилогот по тешка сообраќајна несреќа со жртви. Токму тоа е пораката на новата кампања на Министерството за внатрешни работи и мобилниот оператор А1. Откако Македонија беше преплавена со билборди, над 20.000 граѓани свртеле на испишаниот број 078 274 283. За тешките незгоди неретка причина е користењето на мобилните телефони. Оној секојдневен настан, кој што е за полициските службеници, е за докторите во рамки на здравствените установи, е за сите оние кои што треба да се прв одговор на секоја една сообраќајна незгода која што настанува секој еден ден во Македонија, да биде момент кој што ќе допре до секој еден граѓанин кој што ќе се јави на овој телефонски број, а при тоа нема да добие повратен одговор. Кампањата ќе продолжи и натаму, велат од А1, од каде посочија дека на телефонскиот број не вртеле само нивни корисници. Ја подигнеме свесноста преку малце по иновативна кампања, герила маркетинг, каде што така корисниците се јавуваат, нормално не е одговорен повикот, но на крајен ден и за жал тоа е суштина и целта на оваа кампања, за да ја подигнеме свесноста дека толку за жал нема подигнат повик од другата страна, а тој бил така дел од нека сообраќајна незгода, за жал, така, тоа се суштина фаталните последици на. Надлежните велат дека SafeCity покажува конкретни резултати и сега се фокусирани на имплементација во другите градови. Но во следниот период системот ќе се унапредува и ќе се зголеми бројот на прекршоците кои ќе се детектираат. Погрешно паркирање, тоа е еден од првите фази кои што треба да ги имплементираме во иднина. Тука имаме предизвици. Повеќе институции мора да бидат вклучени, како што е градот Скопје, општините и така натаму во делот на нови процес и заради тоа што е многуброен прекршок, не сакаме да при не целосно потврдени правила на игра влеземе во рамки на казнување на граѓаните. Во периодот што следи, најавени се засилени контроли и строги мерки против моторџиите кои дивеат низ градовите и не ги почитуваат сообраќајните правила. За сите оние кои што пак ќе повторам, глумат дека се моторџии, односно управуваат мотор без да носат кацига, управуваат со далеку поголема брзина, го дигаат на едно тркало среде град, возат на црвено и така натаму и мислат дека SafeCity нема да ги детектира, еве да им упатаме на јавна порака до сите кои што глумат дека се моторџии, дека Министерството за внатрешни работи во наредниот период и те како ќе биде фокусирано над нив. МВР ја анализира законската регулатива и размислува и за рестрикции за електричните тротинети и управувањето од малолетници. За заострување на законите ќе има и за нив согласно европските практики.